се бројки на крајот на бројките. Прв сте, пак сте бројки. Втор сте, пак сте бројки. Една бројка, многу важна бидејќи вели спортскиот менеджмент. Пак на ова е со една бројка од Forbes, тоа ќе завршам. Вели минатата година менаџерот на Роналдо и на најдобрите 10 фудбалери во светот кои што посеб бидејќи тој го менаџира, а на годишно ниво тие земаат одредени финансиски средства. Заработи вика 85 милиона евра. Пазете, вие сте менаџер, правите трансфер на спортските најдобрите спортски фудбалери и заработувате гостично 85. Зошто? Заради тоа што знаете да го менаџирате тој од нас. Да. Ти благодарам, имавме мала консултација деканатот. Сепак, ја не се сомневам во она што го кажува колегата Лазар Нанев. Јас само сум убеден дека еден ден, сега не можам да прецизирам со бројка, со датум, ќе успееме во ова што условно за кое што ние како институција и сите наши пријатели поединци сме се заложиле. Во принцип, ја би имал најголема желба, лично говорам, да еден ден нашата високонаучна образовна институција го воведе дефинитивно основното студирање, значи основните студии за менеджмент во спорт и со тоа преку помош на државата ние го дефинираме профилот на професија спортски менаџер. Но тоа без државата ја сум убеден дека е многу тешко. Од тие причини, ја би ја замолил нашата деканка и од име на деканатот и од име на сите вработени во колективот како наш лидер, кој ги бори процесите, да каже, да појасни што до сега факултетот